транспарентност на трошењата на јавните функционери и отчетност на институциите, поими кои долги години за јавноста беа само дел од речникот. Функционерите го третираа трошењето на јавни пари како државна тајна, а граѓаните речиси никогаш немаа увид во тоа колку пари трошат нивните избраници. За држава со ограничен буџет како нашата, особено е важно каде, а уште повеќе и како се трошат нејзините пари. Граѓаните бараа одговори, новинарите истражуваа и добиваа дојави. Но вистинската слика за луксузирањето на поранешните министри ја видовме дури во 2017-та. Тогаш од министерствата протекоа податоците за милионските суми кои екс-функционерите ги трошеле за репрезентативни трошоци. За екстремниот луксус, како нарачките на конјско месо и бизон на жар, јавноста не можеше да најде оправдување. Токму затоа, барањето за отчетност и транспарентност стана едно од главните барања од новата влада. Не може да одиш во Европа со својот балкански менталитет. Тоа не е само карактеристика за Скопје и за владите. Јас имам одлични конекции со Бугарија, со Белград. Иста ситуација. По долги години перде на очите беше најавена операција во облик на веб алатка за отчетност на носителите на јавните функции. Оваа алатка од 2017 до 2019 ги покажуваше трошоците направени од страна на министерствата, трошоците на функционерите и типот на трошоци кои тие ги правеле. Алатката дава детален приказ за тоа колку е потрошено на угостителски услуги дома и во странство, колку на хотелско сместување, на авионски карти и слично. Но цела 2020 година алатката не беше ажурирана. Центарот за истражувачко новинарство СКУП на 11 јануари испрати барања за пристап до информации од јавен карактер до сите министерства, а голем дел од нив не упатија да го почекаме ажурирањето на алатката. Алатката беше ажурирана еден ден по истекот на рокот на нашето барање. Министерот за борба против корупцијата Љупчо Николовски не најде време да застане пред камерата на СКУП, како што ни соопштија од неговиот кабинет поради работни обврски, а прашањата ни ги одговорија по писмен пат. Но на прашањето зошто цела година алатката не е ажурирана, не добивме конкретен одговор, туку само потврда дека сега е ажурирана. Политичките аналитичари гледаат мала промена во однесувањето на функционерите кон јавните пари, но сепак сметаат дека не е доволна. Има некоја декларативна заложба во кај новата владеачка гарнитура, односно старо-новата, за отворање на податоците, односно увид на јавноста пред се на медиумската јавност во транспарентност на трошењето на јавните пари, но тука станува збор за еден долготраен процес и промена на свеста кај владеачката елита во изминативе 30 години во Македонија. Новиот владин состав останува на тврдењата дека заложбите за транспарентност се дел од приоритетите. Новинарите кои со години ги следат и анализираат состојбите, сметаат дека сликата за транспарентност не се менува со потребната брзина. Отсуство на скромност врват кон сите други министри. Ќе бидам уште по-груб. Зошто има потреба, например, 7 мерцедеси да заменуваат за Тетово и другите работи да ги носат министрите или да ги вракаат? Тоа може со еден минибус, како што тоа се прави. Во минатото, освен скандалозните трошења во угостителски објекти, јавноста се дигна на нозе и кога беа обелоденети патните трошоци на пратениците. До сега не се појавија скандалозни сметки од трошењата на новите министри, но јавноста се уште не е убедена
дека се комплетно одстранети злоупотребите со патни трошоци. Стигмата дека ние не можеме да ја сватиме богатството на државата, колку многу се троши, колку многу се краде. Тоа е слоган кој секој кој ќе го прашаш, кој ќе го интервјуираш, ќе ти се сведе на таа реакција. Затоа не е перцепцијата резултат на растот на корупцијата, туку перцепцијата е резултат на социјалната раскалашеност, на социјалната нескромност. И тоа мора да еднаш да престане. Аналитичарите и новинарите се согласни дека клучот лежи во понесувањето одговорност и ја поставуваат паралелата дека во развиените демократски држави функционерите поднесуваат оставки и при најмал сомнеж за злоупотреба. Тоа е една развиена демократска свест, но тука и самата јавност е многу демократски зрела за да побара таква одговорност. Кај нас гледаме дека сето тоа се сведува на некоја хистеризација на социјалните медиуми, на Facebook, каде што кога ќе се открие некој таков скандал со енормно расипничко трошење на јавните пари, ние гледаме дека голем број на функционери потоа се правдаат, немаат никаков срам, дури не си ни поднесуваат оставка. Едноставно ние сме многу назадно, незрело демократско општество во контекст на трошењето и правувањето со јавните пари. Како што напоменав, и покрај тоа што гледаме некоја декларативна заложба кај новата власт, тоа ќе треба да биде долготраен процес за да ние станеме, би рекол, нормална европска земја како управува со јавните и народните пари. Сум видел во Велика Британија премиерот го следи едно ауто. Во Словенија премиерот одеше пешки од својот службен стан до владините канцелари. Истото се однесуваше особено за претседателот Куча. Карактеристично е, например, дека читам, премиер на една скандинавска држава се возил со автобус. Новата премиерка, младата на Данска, дошла на работа со својот сопруг шофер на камион. Тоа на одреден начин значат своевидни филмски истории, но тоа е карактерот на социјалното и политичкото битие во државите кои се по 3-4 пати поразвиени од Македонија. Центарот за истражувачко новинарство СКУП ги извади податоците за трошењата на новите министри во првите 100 дена. Единствено за министерот за здравство Венко Филипче не постојат податоци на алатката за транспарентност. Од Министерството за здравство не одговорија ниту на барањето на СКУП испратено според Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Голем дел пак од министерствата кои одговорија на барањето само не упатија на алатката за отчетност. Единствена која воопшто нема направено трошоци е министерката за култура Ирена Стефоска. Во првите 100 дена најмногу потрошил министерот за надворешни работи Бујар Османи. 704.751 денар, од кој најмногу 354.780 на авионски карти. Зад него е премиерот Зоран Заев со потрошени 427.275 денари. Најголем дел од нив, 294.875, во мензите на државните институции. Никола Димитров, министерот за европски прашања, потрошил 333.082 денари, од кои 140.713 на авионски карти. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски потрошил 210.828 денари, од кои 116.018 денари за подароци подарени на службени лица за време на официјални посети. Следен на листата е министерот за политички систем Артан Груби. Тој потрошил 155.435 денари за угостителски услуги во рамки на институциите и надворешни угостителски субјекти.
Министерот за економија Крешник Бектеши потрошил 116.746 денари, од кои 74.034 за закуп на стан. Трошокот на министерот за животна средина Насер Нуредини изнесува 115.900 денари, од кои 40.115 на авионски карти. Министерот за информатичко општество Иетон Шакири потрошил 105.405 денари, од кои најмногу 39.270 за угостителски услуги. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски во првите 100 дена потрошил 69.294 денари, од кои 60.000 за закуп на стан. Министерот за земјоделство Аријанит Хоџа потрошил 62.243 денари, од кои 39.180 за угостителски услуги. Единствениот трошок на министерот за финансии Фатмир Бесими во првите 3 месеци од доаѓањето на функција е 48.800 денари во рамки на мензите на државните институции. Министерот за правда Бојан Маричиќ потрошил 29.000 денари, од кои 18.963 на мензите во рамки на институциите. Трошокот на министерката за одбрана Радмила Шекеринска е 28.549 денари, на министерката за образование Мила Царовска 25.581 денар, на министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска 12.820 денари. Најголем дел од трошоците на трите министерки се направени за мобилен телефон. Според алатката за отчетност, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски нема направено трошоци, но според одговорот кој го добивме по законот за слободен пристап до информации, министерот направил само еден трошок во првите 100 дена, 2.161 денар за подарок на амбасадор. Од кабинетот на Николовски се наставо дека сликата е драстично променета и велат дека веќе не се прават трошоци за приватни потреби. Креаторите на јавното мислење се уште можат да посочат низа примери, во кои, како што велат, се забележува нескромност. Еден министер на Норвешка поберал да му се смени трошок. Добил одговор од секретарот на владата дека може на секонд хенд, на вториот или третиот пазар да купи и му ја дозволеа. За разлика од тоа, нас ни цути еден црвен сет на мебел во ново отворената канцеларија во Барокс зградата каде што е сместена некое неименувано Министерство за политички систем или не знам за што се. Без конкретен одговор останавме и на прашањето што ќе биде преземено доколку се забележи дека некој функционер троши расипнички. Од кабинетот на Николовски посочуваат само дека има механизми. Напорите се видливи, но ќе бидат доволни тогаш кога ќе се зголеми целокупната јавна свест за тоа како треба да се однесуваме со народните пари. Морам да напоменам дека и покрај тоа што се прават некои чекори, тоа не е задоволително за нашата јавност, бидејќи после 30 години не може ние да се радуваме на тоа што некои функционери потрошиле малку помалку во однос на некоја претходна владеачка гарнитура која, да се изразам така, здисала во трошењето со народните јавните пари, каде што, како што напоменавте вие, нарачувале во тие репрезентативни трошоци, оброци, храна во најелитни ресторани, каде што се должи на едно разуздано трошење на јавните пари, ја би рекол избивање на фрустрациите и комплексите кои ги имале самите функционери од нивната младост. Тука пред се станува збори за моралот и за
личниот интегритет и кредибилитет на самите луѓе кои станале потоа функционери кои водат оваа држава. Прашањето на социјалната скромност е резултат на филозофијата на менаџирање со државните пари и на есенцијално солидарност со времето во кое живееме. Јавноста и понатаму останува гласна во барањата за увид во трошењето на функционерите, а новинарите и понатаму будно ја следат состојбата. Едно е сигурно, без транспарентност и отчетност за трошењето не може да се очекува рационално користење на јавни пари.